Последниот попис на населението спроведен во 2021 даде информација дека околу 1/5 од вкупното население се деца и адолесценти, повеќе од 1/3 се лица помлади од 30 години. За психолошкото здравје на младите нема многу податоци, но сепак постоичките истражувања укажуваат дека имаат сериозни проблеми со менталното здравје, што се должи на фактори како сиромаштија, социјална исклученост, изложеност на семејно насилство и стигма. Ако здрава младина треба да е приоритет на државата, како да им помогнеме на нашите деца? Тема на која што разговараме со психологот Марија Конеска. Добро утро, Марија, и добре ни дојдовте. Добро утро. Што се случува со нашите млади? Имаме страшна статистика. Така, имаме страшна статистика каде што укажува дека секој трети адолесцент се соочува со симптоми на депресија, односно се доживува незадоволен од животот и од своето секојдневие. И доживува всушност и моменти каде што се наоѓа во безизлезна ситуација. Тоа се запрепастувачки податоци. Всушност доживуваме едно сериозно растројство кај нашите деца, ментално растројство кое доведува до инвалидитет кај нашите деца да функционираат воопшто во секојдневието. Тоа покажува дека адолесцентите, младите, односно сите тие се наши деца, не успеваат да се соочат емоционално со сите предизвици, односно со сите оние општествени промени, предизвици кои се случија последниве години, каде што овој тренд на намалено задоволство од животот се случува особено последниве 8 години, како што покажува и студијата за ментално здравје. Токму оваа студија ни покажува дека нашите млади се всушност емоционално исцрпени и веќе не наоѓаат излез за справување со сите предизвици пред кои се наоѓаат. Кога ви се јавив, Марија, пред неколку денови да ве прашам за ова статистика, дали е прво точна, или да ја провериме информацијата, ми кажавте, Кристина, реалните бројки можеби се и поголеми. Не знаете што се гледам и пред што јас како психолог сум исправена во текот на денот. Што вели вашата пракса? Како изгледа вашето секојдневие во работата со млади? Така, Кристина, знаете, кога ќе им дадете анкета, прашалник, но и кога ќе ги ставите во одредена фокус група, зборувам за студијата, како се одвиваше и функционираше, затоа што бевме дел од студијата и веќе ова се трети статистики во последниве 8 години, односно 6 наназад процени направени во последниве 20 години, како сме дел од таа студија како држава. Статистиките покажуваат, да кажам, еден тренд на намалено задоволство од животот. Има доста прашања во оваа студија, има доста насоки во прашањата кои укажуваат на тој тренд. Но попатно морам да кажам дека кога на детето ќе му дадете или на адолесцент ќе му дадете еден прашалник, толку дете кое расте во несигурна средина и во несигурни општествени околности, не можеме ние да бидеме сигурни дека баш ќе одговори искрено и отворено на сите тие прашања или во една фокус група искрено и отворено ќе ги каже сите своји доживувања. Да, имаме веќе и доста искрени адолесценти и тинејџери, но попатно и не се баш сигурни да ги изразат сите своји незадоволства. Така да и во мојата пракса исто така го забележуваме тоа дека во првиот случај, во првиот контакт, всушност даваат и социјално пожелни одговори, оно што веројатно сакаат нивните наставници, родители да слушнат, за да не се открие нивната психолошка состојба до некаде, бидејќи тука ќе се доживеат повеќе стигматизирани или повеќе да кажем навлезени во проблематиката и предизвикот, каде што и уште потешко би се справиле. Бидејќи не се доволно информирани и не знаат дека навистина ова е во нивен прилог. Во мојата пракса имаме доста тинејџери, секојдневно работам токму со тинејџери, токму со млади и адолесценти, кои гледаат безизлезност, дури и без никакви причини гледаат безизлезност во секојдневието и не знаат како да се справат не само со своите емоции, туку воопшто и со се она што ги снаоѓа во нивното секојдневие. Доаѓаат сами или ги носат родителите откако ќе забележат симптоми? Многу голем дел од тинејџерите
и адолесцентите, особено и адолесцентите или пак млади од 20 до 25 години, се обраќаат сами и доста се свесни дека треба да си поработат на својата ментална состојба, нели со оглед на тоа што беше и актуализирана таа тема последниве години. Младите се најдоа во сите тие статистики, во сите тие бројки, сите тие податоци кои беа изразени, така да и побараат помош затоа што не чувствуваат дека добиваат воопшто во нивното секојдневие било каде, па чувствуваат дека можат токму таму каде што нели сме и ние најгласни како медиуми, како стручни соработници во однос на оваа тема. Но од друга страна има и многу родители свесни или пак дошло ситуација алармантна кај нивното дете која е забележана некогаш и подоцна, па да се обратат до стручно лице и да побараат помош. Кои се оние први симптоми, први промени на однесувањето кои укажуваат дека нешто со нашето дете или наши млади луѓе се случува? Што не смееме да игнорираме, Марија? Така. Депресивната состојба не е состојба за која можеме да кажеме дека период е и ќе помине. Да се извинувам што ве прекинувам. Секој втор човек кога ќе го прашате што ти е, нешто сум депресивна, денеска не ми е добро. Апсолутно нема врска промената на расположението или дождот како влие на нашето расположение со депресијата. Тоа е сериозна психолошка состојба. Така. Дури доживувањето на своите емоции веќе го препишуваат на една депресивна состојба или па начинот на изразување станува таков, да, ова што го кажавте е дел од секојдневното, секојдневните разговори меѓу младите, нешто сум депресивна, како некој тренд стана. Но попатно и не така случајно ги кажуваат токму тие изнесувања. Ако навлеземе подлабоко да разговараме и така ако постојат позади доста моменти, ситуации кои укажуваат зошто тоа дете и тој млад човек одговорил на тој начин. Првото нешто кое можеме да го заклучиме е дека незадоволен од животот, задоволна личност од животот, нема никош да му текне да каже нешто такво било која ситуација. Но кога се работи за адолесцентите, период кој е најкревок, кога се работи за депресивна состојба или па веќе ментално расстройство, депресија која доведува нели и до самоубиство и суицидални мисли, тука е многу потешко да ја препознаеме таа состојба, бидејќи симптомите се до некаде слични со она состојба и симптоматологија која доживуваат адолесцентите воопшто во нивниот хормонален период. Например, раздразливоста, лутината, промени во исхраната, промени во секојдневието, анксиозност кај младите, начинот на однесување према родителите се менува, почнуваат да бидат нервозни. Тоа се и симптоми на една адолесцентна личност, но од друга страна мораме да бидеме многу свесни дека тие симптоми, да бидеме свесни до степенот до каде тие симптоми треба да одат и до каде ние треба да ги гледаме како нормална реакција и да ги гледаме како нормална реакција, ние треба да пристапиме да работиме на нив како родители, затоа што знаете како викаме, тоа е период кога најмногу треба да сме присутни покрај своите деца, затоа што не знаеме секој еден психолошки момент до каде може да излезе многу поголем, да прерасне во нешто многу поголемо. Така да интензитетот на овие психолошки промени кои се случуваат и на физички план, и на емоционален и ментален план е многу битен, дали е подолготраен, дали трае подолго, дали имаме и сериозни промени во секојдневието. Така да присутноста од страна на родителите и наставниците и стручниот кадар е многу битна. Во тој контекст, Министерството за здравство во соработка со Министерството за образование и труд и социјална политика презема обврска да изработат национален акцијски план за ментално здравје и психосоцијална добросостојба на децата. Она што ме интересира, каков е вашиот впечаток како психолог? Во вистинско време, доцниме ли и што се треба да содржи овој акцијски план? Така. Не сум сигурна што има во акцијскиот план, но она што знам од податоци дека се започнати некаде во Источна Македонија, некаде во Ландово или Струмица, колку што знам, но не сум сигурна што содржи тој акцијски план. Дали е вистинско време, секогаш постои време порано.
секогаш можеме да кажеме дека е време порано, но дека е доцна, никогаш не е доцна за вакви чекори. Секогаш е многу битно било кога станеме свесни ние како држава и општествено одговорни институции, било кога ние да реагираме и да пристапиме кон создавање некоја стратегија за помош на менталното здравје на младите, особено во нашата држава, каде што имаме и алармантни бројки. Така да не можеме да кажеме дали е вистинско време, затоа што, како што кажавме, последниве години тој тренд на незадоволство опаѓа. Така да може би требало и порано, ама морам да споменам дека и сме работеле и порано, и работиме постојано како стручни соработници, постојано сме гласни и тука сме и нудиме програми и бесплатни и било какви програми и од страна на институциите и од страна на училиштата, но тоа не е, да кажам, равномерно. Сите институции, сите стручни соработници не е толку видливо. Таму каде што се работи, има подобрување, но поголемиот процент не се работи. И ако наша обврска како возрастни е да создадеме поволен амбиент за развој и раст на нашите деца, здрава и безбедна животна средина за нашите млади, како да го направиме тоа, Марија? Најпрво мораме како родители да се запрашаме како да изградиме една, да кажем, стимулирачки и добра атмосфера на добросостојба за нашето дете. Но од друга страна, секогаш ги земаме во предвид како родители сите предизвици со кои се соочуваме и сите општествени промени кои не снајдо и нас како родители. Па попатно ги носиме со нас кога ги воспитуваме децата и ги пресликуваме и на нашите деца. Тој момент мораме да го исклучиме како родители, да работиме на нашиот начин како ние го воспитуваме нашето дете, како му ги пренесуваме информациите и како нашето дете го учиме да се соочува со сите тие предизвици. Секако, во секој случај, преку работа, секојдневни разговори и дискусии со нашето дете, присутност во животот на нашето дете, разговори со нашето дете, нешто што е многу намалено последниве години, но и оној момент на спремање на нашето дете за сите општествени промени кои ќе се случат. Тоа е едната страна, другата страна е државата и сите општествени одговорни институции, но сите одговорни институции кои се директно одговорни за менталното здравје, како психолозите, педагозите, сите стручни соработници, психијатрија, училиштата, Министерство здравство за образование, сите алки мора да бидат поврзани и да придонесат, но да придонесат со директни чекори. Акцијски план на хартија, а не е исто со спроведување директно на самиот терен. Благодарам за гостувањето во Македонија наутро. Оваа тема секако е неисцрпна и за неја ќе имаме продолжение. Благодарам. Благодарам и на вас.